Во новото издание на DigiPlus, TikTok потврди сайбер напади на некои познати профили. Маск најави забрана за уредите на Apple доколку интегрираат вештачка интелигенција. Што представи Apple на WWDC 2024? Се одржа првиот избор за Мис вештачка интелигенција и сите детали за играта Elden Ring од нашите пријатели Comics MK. Гледајте ме до самиот крај. Добро дојдовте во DigiPlus. Нова недела и нова авантура. Следниве минути исполнети со сите новитети во Диги светот. И денеска ќе се потрудиме да вметнеме содржини за сите по дома, па ви предлагаме и ова неделно попладне да го поминете заедно со нас. Почнуваме со актуелните вести кои што се поврзани со најновите сайбер напади насочени кон високопрофилни корисници на платформата TikTok. TikTok потврди дека сайбер напад ги таргетирал неколку високопрофилни сметки на платформата. Според изјавата на TikTok се работи за многу мал број сметки кои биле компрометирани. Председателот на TikTok, Джейсон Грос, изјави дека тимот за безбедност на TikTok бил неодамна известен за злонамерни актери кои таргетирале TikTok сметката на CNN. Тој додава: нашиот безбедносен тим беше неодамна известен за злонамерни актери кои таргетираат TikTok сметката на CNN. Работиме со медиумската компанија за да го вратиме пристапот до сметката и да додадеме подобри безбедносни мерки. TikTok презеде мерки за да го спречи нападот и да го зачува интегритетот на платформата. Грос додаде дека компанијата ќе продолжи да мониторира за понатамошни неавтентични активности. Нападот се случил преку функцијата за директни пораки на платформата, но TikTok не сподели повеќе информации за природата на нападот или бројот на таргетираните сметки. Од TikTok забележале дека и сметката на реалити звездата Парис Хилтон била таргетирана, но не е компрометирана. CNN се уште не одговори на барањето за коментар. Ова е уште еден потсетник за важноста на дигиталната безбедност и заштитата на нашите онлайн профили. Од TikTok додаваат дека преземаат чекори за да ги заштитат своите корисници и да ја задржат безбедноста на платформата. Продолжуваме вака. Ова недела милиардерот Илон Маск направи изненадувачки потек со повлекување на тужбата против OpenAI и нејзиниот шеф Сем Алтман. Маск поднесе тужба против OpenAI конкретно на февруари оваа година, тврдејќи дека компанијата со која што тој помогна да ја основа во 2015 година одстапила од целите за да се фокусира на заработка. OpenAI возврати дека Маск претходно ја поддржал идејата за профитна структура, па дури и предложил спојување со неговата компанија Tesla. Но ова не беше најинтересното оваа недела. Маск дополнително најави забрана за уредите на Apple доколку интегрираат вештачка интелигенција. Доколку Apple го интегрира OpenAI на ниво на оперативен систем, тогаш уредите на Apple ќе бидат забранети за моите компании. Тоа е неприфатливо нарушување за безбедност, објави Маск на својот X профил. Претходно истиот ден Apple објави низа функции за вештачка интелигенција во своите апликации и оперативни платформи и партнерство со OpenAI за да ја додаде технологијата ChatGPT на своите уреди. Оваа недела Apple со пренос во живо ги представи своите следни големи надградби на оперативниот систем, давајќи им на програмерите шанса да ги подготват своите апликации пред широкото лансирање кое што се очекува оваа есен. На големото промовирање неделава, Apple ги откри главните карактеристики на iOS 18 и iPadOS 18, како и новитетите на watchOS, macOS и visionOS. Иако Apple во голема мера избегнува да го користи терминот AI за време на своите настани досега, се чини дека генеративната вештачка интелигенција овој пат ќе биде во центарот на вниманието. Се верува дека Apple се уште нема свој четбот со вештачка интелигенција, кој што е подготвен за широка употреба, но наводно постигнал договор со OpenAI за интегрирање на ChatGPT во iOS 18. Дополнително Apple работи на договор со Google за користење на помошникот на вештачка интелигенција Gemini на iPhone. Siri исто така треба да добие надградба на компатибилни уреди кои користат големи јазични модели на Apple. Надградената Siri се очекува да има возможност на корисниците да извршуваат специфични функции во одредени апликации, како што се отворање документи и испраќање и пошта. Но таа надградба нема да биде достапна до почетокот на 2025.
Apple планира да пристапи кон генеративната вештачка интелигенција од практична перспектива, фокусирајќи се на секојдневните кориснички задачи, како што се предложените одговори на e-пошта и пораки, резиме на текст и подобрени алатки за одработка на фотографии во основните апликации. Доаѓаат нови функции на многу апликации за iOS и iPad OS. Незначајно е воведувањето на протоколот Rich Communication Service во апликацијата Messages. Ова ќе нуди подобра безбедност, споделување медиуми со висока резолуција и поддршка за пораки преку Wi-Fi, што значително ќе подобри комуникацијата меѓу уредите со iOS и Android. Дополнително се очекува Apple да го поддржи генеративното приспособување емотикони врз основа на она што го пишуваше во пораките. Исто така ќе биде можно да се менуваат боите на иконите на апликациите на почетниот екран и да се отстрани цврстото ограничување на мрежата за апликациите. Apple Music ќе добие функција за автоматско генерирање плейлисти, додека Apple Maps воведува сопствени маршрути и топографски карти. Апликацијата Notes ќе добие алатка за снимање глас, која добро би се совпаднала со очекуваната функција за транскрипција. Се очекуваат промени и во други основни апликации, како што се Keynote и Pages. Апликациите Mail, Fitness и Health исто така ќе добијат нови функции. Многу функции на iOS ќе се реплицираат во Mac OS 15, вклучително и промени во Apple Music, Notes и апликации за продуктивност. Siri ќе добија нова икона од менито со рамен, монографски дизајн и подобри функции за пристапност. Компанијата неодамна ја освежи својата линија на iPad со нови изданија на MacBook Pro и iMac во октомври, додека ажурирањата за MacBook Air пристигнаа во март. Во јануари 2013 беше објавено дека новата Apple TV кутија ќе пристигне во првата половина на 2024. Постои можност Apple да додаде камера на Apple TV. Поголеми или помали, сепак промените ќе бидат добредодени за сите корисници на Apple уредите и веројатно уште неколку изданија ќе ни требаат за да ги издвоиме на значајните иновативни идеи. Feelings mutual. Ready? Yeah. Admit it. It's cool. Okay, fine. It was very cool. Го дочекавме и тоа. Во продолжение зборуваме за еден настан кој што го привлече вниманието на светската јавност. Првиот избор за Мис вештачка интелигенција. Организиран беше од World AI Creator Awards. Па да погледнеме. Овој надпревар е првиот од ваков вид во светот, каде убавината и елеганцијата не се само физички атрибути, туку се и дигитално генерирани преку вештачката интелигенција. Надпреварот имаше за цел да ја промовира употребата на AI во креативни индустрии, истовремено покажувајќи ја потенцијалната трансформација на традиционалните концепти за убавина. Надпреварувачките, кои всушност се дигитални креации направени во AI, беа оценувани според различните критериуми. Освен естетиката, жирито го ценеше и нивото на техничка комплексност и иновативност во дизајните. Жирито беше составено од експерти на AI индустријата и AI генеративни личности, кои имаа за задача да ги оценат кандидатките според строго дефинирани параметри. Победниците, односно креаторите, добија вредни награди во износ од $20,000, при што финалната победничка доби $5,000. Освен парични награди, надпреварувачите добија и пристап до менторски програми и PR услуги, кои ќе им помогнат во нивниот понатамошен развој и промоција во светот на дигиталната креативност. Со овој надпревар сакаме да го промениме начинот на кој ја перципираме убавината и креативноста. Вештачката интелигенција има огромен потенцијал да создава неверојатни дигитални дела, а наша цел е да ја промовираме таа иновација, изјави организаторот. Овој настан отвара нови хоризонт за иднината на изборите за убавина и креативност. Вештачката интелигенција не само што го револуционеризира технолошкиот сектор, туку и креативните индустрии, покажувајќи дека убавината може да биде и дигитално генерирана. Технологијата се уште не е совршена, бидејќи повеќето модели генерирани со вештачка интелигенција се уште лесно се пропознаваат како лажни, но технологијата се развива со огромна брзина. И покрај популарноста на аватарите генерирани со вештачка интелигенција, првиот надпревар за Мис на вештачка интелигенција во светот се најде на удар на луѓе кои го обвинуваат за дополнително влошување на нереалните стандарди за убавина поставени од социјалните мрежи.
Во продолжение правиме мала пауза, но само за неколку минути. Се враќаме назад со рубриката за геймингот, каде заедно со Давид од Комикс МК ќе ви ја представиме наградуваната и популарна игра Elden Ring. Бидете така, се гледаме за кратко. Еве не назад, го следите новото издание на DigiPlus. Пред да преминеме на представување нова игра, нешто интересно за геймерите. Дали знаете кој е во моментов најубавата гейминг столица? Може би ќе решите дека сите столици се направени исти, но како и секогаш нема да видите 100% во право. Покрај убав механизам, перничиња или опции за кревање, спуштање и навалување, има и друга димензија. Спон столиците едноставно изгледаат прекрасно. Материјалите, боите, дизајнот едноставно се вклопуваат во амбиентот на секој дом. За да се уверите во тоа, но и да ги видите и пробате во живо, ве охрабрувам да појдете во Анхоч. Слободно побарете да седнете на еден од моделите кои што се изложени и да се уверите сами. А кога сме веќе кај нашите пријатели Анхоч, време е за скенирање попусти. Како што веќе знаете, сите наши гледачи за време на следниот прилог, доколку го скенирате QR кодот од попапот подолу, може да добиете дигитален купон со супер попусти за некои од најактуелните производи во моментов кај нив. Ако не успеете сега скенирањето, можете да го направите и од емисијата на YouTube се до среда. Сега е време да ви ги кажеме сите новитети и детали поврзани со играта Elden Ring со нашите пријатели од Комикс МК. Здраво на сите, голем поздрав до сите гледачи, до сите професионални геймери и тие што сакаат да влезат во светот на геймингот. Јас сум Давид од Комикс МК и денеска ќе зборуваме малце повеќе за нешто актуелно што доаѓа во Анхоч. Една актуелна игра, меѓутоа ќе збориме и суштината на таа игра. Значи не само зошто доаѓа и како доаѓа, туку која е поентата и зошто е толку популарна во последно време. Ќе зборуваме за Souls наслови. Souls на англиски значи душа. Овие наслови се видео игри кои што ги издава јапонското студио From Software веќе многу години. Најактуелната од нив, која што можеме да се пофалиме и која што освои игра на годината во изминатите години е Elden Ring. Токму таа што ја држам тука, што може да ја видите. Покрај Elden Ring, други познати игри во оваа франшиза се Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, Bloodborne и пошто се препознатливи овие игри. Најпрво по жанр се акциони RPG игри. Што значи тоа? Отворен свет на кој што може да одите каде сакате и да вршите разни сайт, односно споредни и главни мисии. Фактички можете да се шетате што сакате да правите, но тоа е најлесниот дел. Тешкиот дел во овие игри е тоа што се две работи. Најпрво, доколку умрете во некоја од овие видео игри, ве враќа скрос од почетокот. Фактички, вашите вештини мора да бидат на високо ниво. Освен тоа, негативците во овие игри, односно тие со кои што се тепате, и главните и споредните, се многу тешки. Што значи тоа? Треба потрошите многу сати на видеоиграта за да ја поминете, ќе се измачите, можда некој од вас нема да ви биде воопшто интересно, ќе си оставите душата и ќе се откажете. Ова ви звучи дека не треба да ја купите видеоиграта, но баш спротивно. Овие видеоигри, кога ќе ги завршите, тие што ќе имате храброст да ги завршите, ќе отидете на еден next level. Што значи тоа? Ќе се стекнете со вештини кои што не може да ви ги пружи друга видеоигра и нивото на сатисфакција кое што ќе го имате, знаејќи дека можете да совладате еден ваков степен на игра кај што нема нивоа на лесно тешко, туку едно ниво и тоа е тешко, ќе ви биде многу добре дојдено. Денеска ќе промовираме новото продолжение на Elden Ring. Тоа се вика, насловено е Shadow of the Earth 3. Тоа не е продолжение како втор дел, туку е DLC. Што значи тоа? На истата видеоигра која што освои најдобра игра, која што се доби со наградата за најдобра игра пред неколку години, ова ќе биде надоградба. Надоградбата на оваа видеоигра ќе го има следното. Ќе трае од 30 до 40 часа. Тоа значи дека ќе биде огромна. А замислете, некои видеоигри што моментално ги пласираат на пазарот, немаат толку сати, тоа значи дека ќе ви требаат од 30 до 40 сати за да ја завршите играта. Што е релативно добро време и солидно време.
ќе има над 10 главни негативци, ќе има и уште толку споредни негативци. Системот на акција е направен многу покомплексен. Тоа значи дека негативците ќе бидат многу побрзи, ќе бидат и многу повешти, така што ќе биде за ниво потешка играта, значи ако оваа ви била тешка, надоградбата DLC-то ќе биде уште потешко. Ќе има околу 8 нови типови на оружја, ќе има над 200 оружја и најбитното од се, мапата ќе биде доста поголема, надоградена. И едноставно за сите кои што сте уживале до сега во Souls насловите, ова ќе ви биде уште едно искуство, а тие што не сте играле ништо, ви препорачувам да почнете, да се измачите и кога ќе опоминете ова нешто или било која од Souls игрите, тогаш ќе ви дадам рака и ќе ви признам дека сте вистински професионални геймери. Инаку, доколку сакате да видите како професионален геймер игра вакви игри, јас ќе направам за прв пат најава во емисијата на Digi Plus и ќе кажам дека на 22 јуни, сабота, во 2 часот ќе лансираме стрим. Тој стрим ќе го води мојот колега Николај Јанушев, кој што е навлезен веќе во гейминг индустријата, работи со тоа и држи неколку светски рекорди, затоа ќе ви оставам да дознаете повеќе, да видите на стримот или на Comics.mk. Он ќе игра играта на високо ниво, тоа значи дека дури ќе се такмичи и за многу кратко време да може да ја заврши, значи да биде во топ 15-20 луѓе во светот кои што ја завршиле во најбрза временска рамка. Каналот ќе стримаме на Twitch TV. Каналот ќе ни се вика Oros TV со 2 Z. Така што сабскрајбнете, фолоунете на социјалните мрежи и покрај ова ќе се дружиме и понатаму со нови игри, со подкасти, барем тоа ни е планот и ќе го чекаме еве и Ненад на гости да не дојде од Digi Plus TV. Така што тоа е за оваа емисија. Фала ви многу што слушавте и ако сакате да бидете вистински геймер, професионален и да се пофалите со нешто, пробајте да завршите некој од Souls насловите. Му благодариме на Давид од Comics.mk и стартуваме супер соработка со нив, аки ги следиме и нивните стрим новитети и вклучување. Вклучете се и вие во нашите профили и заследете на Facebook, Instagram или TikTok DigiTV.mk. А доколку нешто сте пропуштиле од емисиите, можете да ги најдете во целост на нашиот YouTube канал DigiTV.mk. Гледајте и уживајте во нашите содржини. Бидете во дигиталниот свет и бидете и на Телма следната недела во стандардниот термин. Секој добро.